Никој не знае каде се наоѓа душата, но сите знаат како боли. Добро вечер. Добро вечер. И Мирко, како се осеќаш? Докторе, се осеќам феноменално. Мирко, имаме сознание дека твојата ментална состојба е окей, ама мора да провериме дали е се нормализирано. Ајде, Мирко, вака сега. Еве ти оваа банкнота. Замисли дека правиш моабет со банкнотата, што би кажал на 500-ката? Здраво, мила 500-ке. Сакам да ти кажам дека пред да влезам во болницава на лечење, со тебе можев да купам 6 литри вино, а сега не можам да купам поише од 2,5 литри вино. Од кај знаеш? Па, докторе, нели ме пуштивте пред месец дена да идам дома да си ги видам моите, ја мал се прошетав низ мало, ги разгледав цените и така знам. Ајде да видам сега што ќе кажеш на илјадарка. Не за да изборам. Да. Драго и мило илјадарче, пред да влезам во болницава, со тебе можев да купам 5 килограми свинско месо. Сега не можам да купам поише од 2,5 кила свинско месо. Добар се. Супер, супер. Ајде да видиме на 2000-дарка. Ти Обрати се на оваа 2000-дарка, што би кажал? Сега, докторе. Здраво, мило 2000-дарче. Пред короната, јас и моите 6 колеги, значи ние вкупно 7-торица, одевме во едно малско кафанче. И таму си нарачувавме кебапчиња, крилца, по некоја плескавица шарска, си нарачувавме за аперитив по една ракијица, бело винце смедеревка и секој од нас на крај вадеше по 300 денари или цирка за сите нас 7-торица 2000 денари. Сега со тебе, 2000-дарче моje мило, тројца души тешко ќе се најадат во кафани. Колеги, пациентот е здрав и е целосно свесен за реалноста во која живееме. Добро, колеги, јас предлагам да направим уште еден тест. Ајде. На што ти личи ова? 50 евриќа, докторе, оригинал. Ајде да видиме сега за неја што ќе кажеш. Па пред да влезам во болницава на лечење, со овие 50 евра можев да подмитам некој шалтерски работник за да ми заврши голема работа. Да. А сега? Сега со 50 евра? Да. Па сега со 50 евра можеш да купиш 20 кутии цигари на здравје, доктор Ке. Фала. Да. Значи сега со 50 евра можеш да купиш 20 кутии цигари и тоа довија најлошиве цигари што многу лошо смрдат, ама џабе што ќе ги купиш заради тоа што донесува закон против пушење и нема кај да пушиш. Колеги, здрав е. Здрав како дрен. Комплетно. Можеш да ја напуштиш. Да. Вака, Мирко, нашиот конзилиум одлучи дека можеш да си одиш дома. Фала, не треба. Како не треба? Зар ќе останеш во лудница, бе, Мирко? Докторе, види се да ти кажа. И надвор е лудница. Само лоши вести и лоши луѓе. Овдека, кај нас, си ги знам, бе, колеги, бе. Не се лоши души. И плюс се мирни како бајчиња, они цел ден се на терапија и на седативчиња. Како втора, надвор е скапотија и ќе биде уште поголема скапотија. Овде ми е све џабе. И како трето, надвор сите се прават важни. Овде никој не се прави важен, секој си е во свој филм. Така што фала многу, не мрдам од овде. Мирко, ти си забеган. Бе, Мирко, нема спас од тебе, а? Нема. Сега ќе ми извините, доктори, време е за ужинка, денеска има круасани, па да идам да си каснам во менза, може? Ајде. Фала, пријатно. Оче, дојдов да се исповедам. Кажи, Ќерко, што е маката? Срцето ќе ми пукне од мак. Што е причината за тоа? Свекур ми и свекрва ми лани купија стан у Дубај. Па тоа е прекрасна работа. Со здравје да си го користат. Абе, добро, ама пред 2 недели отидоа за Дубај, викат сакаме да подишиме чист воздух и да си ги разладиме ножињата. Добро и? И што е? И отидоа таму, почне бомбардирањето и не можат да се вратат. Свекрва ми е испаничена, се јавува на 2 сати, не знае жената што да прави, бомби паѓаат од сите страни. Како да не биде испаничена кога летаат тие сатански ракети од озгора? Така е, а знаете ли што е најстрашно? Станот е во едно предградие на Дубај и е во близина на америчката база. Леле, па таму можат да ги оттепаат. Ма во секој момент јас што ќе правам
без свекор ми и свекрва ми, што ќе правам? Не се тревожи, Ќерко, не се тревожи. Пред половина час на интернет излезе дека Иран се предал, прекинале бомбардирањата и ќе вовеле демократија. Како ме прекинале бомбардирање, бе? Како ме прекинале бомбардирање, бе? А јас, Ќерко, мислев дека си растревожена за свекорот и свекрвата. Тикви растревожена. Свекор ми и свекрва ми се милионери, бе, милионери се. Имат двоспратна куќа на водно, имат 3 стана у Грчка, имат 3 кила злато, имат биткоинти. Не знам, не се разбирам у тоа биткоинтите. Ама јас си мислев дека ќе ги погоди една иранска ракета и ќе можеме јас и мажот ми на рад да си го поделиме наследството, бе. Леле, бе, црна јас, бе, леле, бе. Ти си злобна жена. Каква злобна жена, бе, злобна жена сум била, црна јас. Змиичка, змиичка, ти излажа взирам, ама ти си го покажа вистинското лице. Господин, извинете, дали може кратка анкета? Може? Во Македонија 80% од автомобилите се бензинаши и дизелаши, а во Европа секој пети нов автомобил е електричен, а хибридите се застапени со 39%. Не ми ги спомни европјани да ги знаме. Видели Шпанија, бе, на една Америка и рече не, на Трамп не да му кажеш. Знаеш што значи? Германија се туфка, се пуфка. А кој застана меѓу првите за Америка? Ние, бе. Нема лабаво со нас, бе. Знаеме што сакаме и знаеме да стигнеме до тоа што го сакаме. Разбира, ти сега за некој коли ми збориш овде. Добро. У просек у Македонија колите се по 20 години стари, али што е битно? Битно возиме, не идеме пешки. Гледа го Скопје, пуни со коли, автобусиве полупразни. Па не се полупразни, преполни се затоа што ги има малку. Абе, че ги има, бе, многу ќе има и автобуси, и брз воз ќе има. Сеќа, го слушна ли Руте што кажа? Македонија не е само корисник, туку и активен извозник за безбедност. Значи, поема немате од геополитика. Знам, нема да има свој представник во владата, доколку ваквиот не е реформиран, дуи биде дел од некоја идна влада. Па, нешто се клати у владинава коалиција. Види, ова ти е јампу најава. Сега Максим е минимално изнервиран. Кога максимално ќе го изнервират, ќе иде у опозиција. Али шо ми е, ние си имаме мнозинство, може да ни прднат под прозор, како да ти кажам. Се погласни се дискусиите за можен наследник на Мицкоски? Тоа ти се од опозициони новинари муабети ни вадат муабет. Нек се гледат својата беда, бе. Ние имаме, бе, кадри на претек, бе. И има време до 2029-та. До тогаш партал ќе направиме. Каков партал? Ќе тепаме на сите наредни избори, ВМРО-вците беа да пуштат реконструираната обиколница во Крива Паланка, а градоначалникот на Крива Паланка, кој од СДСМ не беше во нивно друштво. Дечко, тоа е вообичаена пракса. Еве исто беше и со отварањето на реновираната сала на работнички. Таму беше градоначалникот на центар СДСМ-овец од Герасимовски, а ВМРО-вци не беа. Добро, дали е тоа нормално? Па не е нормално, ама они се мрзат, не можат да се поднесат, се осеќаат глупаво кога се во исто време на исти простори, затоа се игнорираат. А дали е тоа нормално? Ама не е нормално, ама се осеќаат глупаво, алергични се едни на други и доста со тоа нормално ли е, нормално ли е. Значи, тоа е очигледно дека е шапшалски, што да ти кажам. Околу 30% од населението во Македонија е со прекумерна тежина, а 65% е со висок индекс на телесна тежина. Види се, ајде да направиме една математика. 30%, значи секој трет е дебел, секој втор е буцко, а тие слабите се најмалку. Тие џголјавите се или спортисти, или се анорексични, што значи дека само 1% се гладни. И кој што ќе си замине од Македонија, каде што тече мет и млеко, е страшна будала. Од левица во собранието се истопорија со транспарент до генералниот секретар на НАТО, му напиша НАТО убива за профит. Да, знам тоа, видов. За мене тоа е еден обичен провинцијален штос. Значи, зашто ти идеш со транспарент што е напишан на македонски јазик и на кирилица? Абе, ако си мангуп, напиши транспарент на латиница и на англиски јазик, за да може Рутер
оне Руте, генералниот секретар, ја се зезам, го викам Рутер, да може да прочита и да види што му порачуваш. Вака на македонски ништо човекот не разбра. Добро, тоа е прва работа. Втора работа, кога се истопори овие од левица, му свртеа грб. Тоа не е културно. И трета работа, Руте кажа дека НАТО во евентуален напад ќе ја штити Македонија. Па што сакаш пубаво од тоа, бе, човече? Значи, ние сме безбедни. Е сега, кажи ми, кој не внесе нас во НАТО? Зоки! Зоки! А Зоки чив другаре? Чив другаре? Па на Венко? Добро, и што тоа има врска се? Не разбирам. Абе, СДСМ пред неколку години знаеле дека ќе дојде до ваква криза, воена криза, во цел свет. И они заради тоа го сменија името за да влеземе во НАТО и НАТО нас да не штити. Сваќаш да не брани. Ајде, Шо ајде? А- Ова е проста логика. Добро, да предадеме на друго прашање. Дали Може, може? може. А Уставниот суд пресече на сила останува линеарното зголемување на пензиите. Еј, за ова мора да ти ја раскажам случка, ми се дешава во четврток. Имам една стринка, има 80 години. Многу си ја сакам и не сум ја видел одамна. Идам кај не за дома, влегувам, што да видам, човече? Земално го гушнала Абе, вака го гушка телевизорот. Викам, стринке, што преш, бе? Абе, вика, уставниве суди нема да ни ги укинат линеарните пензии. Добре, викам, ај стани, чекај, вика, чекај, едно време почува да го бацува екранот. Викам, бе, што преш? Кога гледам на инсерт идат уставните судии. Она мислеше дека нив ги бацува. Абе, едвам сум ја тргнал од телевизорот и од екранот. Кога ја станав, што ќе видам размачкана со Розе Кармин. Го гледам екранот на телевизорот, Розе! Пола саат сум го чистал екранот. Ама нема везе. Стринка ми ја среќна, среќен сум и јас. Па баш ми е мило што сте среќен. Имајте убав ден, господи. Да живее Рутер! Ајде, Цацки е ново халинче, а? да, ново ми е. Ново ти стои секоја чест. Шо преш? Добре, бев малце на пауза, прошетав низ град. Ти имаш работа? Не, си кој е. Како и сите ние. Да, да. Цацка, дали ти пратиш ситуација? Зашто? Па за светов. А? Бомби, проектили, па да. Иран, Голема Дубај, работа. Кипар, Мипар, прелет на Турција, а? Голема работа, нешто. Голема работа. Што? Па ти изгледа не си свесна што не чека. Што? Трета светска војна. Готова катаклизма. Што збориш? Ја пратам ситуација секој ден. Значи, не ги пратам овие наши аналитичари, гледам хрватски аналитичари, гледам српски, CNN, BBC. И знаеш што вика? Што? Прашање на дене која ќе пукне атомската бомба и ќе почне Третата светска војна. Да. И знаеш што ми е најкриво? Што? Светов ќе експлодира, а ја и ти се немаме проблем. Е, тоа ми е најкриво. Тоа ми е најкриво. Што ти е крив? Што ти е крив, старо магаре? Што ти е? Што се тепаш, бе? Тоа го сака. Абе, ајде, Па ти губиш, па ти губиш. Не е нормална работа, јас сум губела. Ох, бе. Шо е, бе, цаци, шо е ова неровото? Ау. Го знаеш ли, бе, Павле? Ој што излезе стариот, што ќе иде у пензија за година дена? Тој. Што тој? Ќе има Трета светска војна. А многу ми е криво што ја и ти не се пробавме. Ненормална работа, бе. Абе, дошол специјално у канцеларија кај мене. Види, старо дртало. Што Абе, смееш? па тали го него му одлетале голубите, а дека ќе има, да знаеш. 100% е, кај да е во април. Абе, штом чепнеш на Блискиот Исток, нема враќање, пушта ако сумеше Кина, ау, хаос. Па што, да купиме храна и пијачки, да чекаме да пројде криза, што да правиме? Шо ако купиш, ако акнат со атомска бомба, за 5 минути пепел ќе не направат, шо дека ќе купиш? Па и тоа што викаш. Чара? Чаре, секс. Значи, само секс. Ако умираме, да умреме среќни. А, шо вика за тоа? Што ми е денеска, бе, на вас? Дева, Што ми е, бе? шо да не фали, бе, само ќе да се троши. Не, бати, ненормалните. Арно чадор што си донесу. Документот вчерашно ти го побарав. Ми го спреми? Шефе, не е готов, работам на него,
Ќе ви го донесам за пола сат, ќе биде готов. Добро, кога конечно ќе завршиш, да не си Добро, окренил канцеларија. добро, само не си чекайте само што да ве прашам. Ајде кажи. Сега сите викаат ќе има трета светска војна. И јас сум помлад референт, сакам да му напредите во поста референт, нема смисла на 50 години да умрам како помлад референт. Кој ти кажал дека ќе има трета светска војна? Цело министерство зборише. А ти место да слушаш кој што збори, фати се за работа и спреми ми го документот што ти го побара вчера. Ако си изнервирам, не помлад референт, кафекувар ќе те направам. Трета светска војна ќе имало. Бог да чува, бе, какви... ненормални луѓе. Ајде работи таму. Пак сум јас. Да не се пишмани во врска со мене. Се пишме, дојде. Стварно? Дојде, баци ми рака, дојде. Знаев дека нема да ми одрлееш. Тоа, голем јас. Срце моје. Еве ти, ова ти е и за војна, и за трета светска војна, стара джикело. Заради тебе ќе се умрам како млад референт. Искачи, ајде, додека не сум те на теб. Ич не ме боли. Ич не ме боли. Така Бе, се знае. искачи, кога Абе, ти ич не ме боли, бе. Добро вода. Горан, дојди. Кај си бе, бивши колега, бе, Ај си, бе, море. ти бе, добар си? Не сум те гледал одамна, Тој жив. стварно се немаме видено многу одамна. Шо преш ти? Кај Па си? што правам? Сум се седил у Швицарска, сум отворил фирма, не сум више таму кај вас. Ајде, честитки, браво, браво. Камиони супер. нешто сум работел. Одлично, одлично. Многу ми е убаво што те гледам сега. Исто и живи мене. све. Многу ми е драго. Абе, сум го читал бе тоа нешто што правиле овие извештаи, Државен завод за ревизија. Ревизија. Да. Да, бе, они правеле извештај Да, бе. за работата на ова наше во министерство кај што работе вие со Министерство за политички систем и односи меѓу заедници. Не сум заборавал, не сум заборавал. браво, Многу бе. добро. И они правеле извештај за тоа работата Така на е. министерството дека бил шеф и Ардан таму. Така е, тоа е извештај за 2024 до таа година. Така, значи, Така. да бе Ардан додека. Ќути партал извештај. Иначе Артан добар е да ти кажам. Тоа сакам да те прашам. Добар, Си го видел, а? сум го гледал. И? Да, многу е добар, седи дома, ужива, пие чај, пости. Одлично. Да, игра не љути се човече, тоа многу сака да игра. И покер игра. Аха. По 10 евра партија. Многу бе. Па толку, да, добар е Артан. И го читам ја тој извештај. Кој што го правеле, вика 150 луѓе неделю работа. Па јас сум бе меѓу тие 150 Па луѓе. знам дека Па си. знаеш, па ти мене ме знаеш не од работа, од град ме знаеш. Па да. 5-6 пати ако дојде ти на работа, ја глава ќе пресече. Ма не сум можел да доаѓам. Живи свети кажувам, Шо, не, шо? па не сум градал куќа. Не сум можел, ја цело време таму, у градилиште. Идеш таму, знаеш, виж како граđevinско чудо сум, прав. Треба да доаѓаш да го гледаш куќата. Многу добра На куќа. колку спратена? На Ву-3 спрата сум О, направил. браво. Многу добро, катастрофа. Многу, значи многу добро. Во Да го Чаир, гледаш така? во Чаир. Е, Таму, знаеш ти бил ти у моја улица Сум таму бил, кај што- сум Е, бил, таму. да. Исто пишува, вика 30 лаптопи фалеле, нема лаптопи. Фала. Па, ја имам еден дома. Стварно? Мене, да, Ќе ќе го го враќам, ќе го враќам утре, живи Браво. свети кажам, само треба да му се да го чистам од вируси. Сум гледал порничи бе, да ти кажам. Да, бе, и се правиле вируси, тоа еден вирус, два вирус. Многу црнки ги сум гледал. И се собирале тоа пишува таму црнкиња у 3 километри од тебе и доаѓа вирус, не доаѓа црнкиња, разбираш? Да. Така, исто вика, пишува, сме точеле гориво колку сме сакале и сме финансирале здруженија и фондации. Така беше. Така. И они го правиле извештај за тоа и вика, они правиле што сакале пишува во извештај, така. Ама колку извештај искачале до сега, па никому ништо, така да и ово извештај у ѓубре ќе остане не. како другите. Не, Ја ти другаче, кажувам. нема да биде. 100%. Значи нема да биде така, со овие нема за јанција, не. Сакаш да се кладиме у 100 евра? Другари, извини, ама ја фазла пари за фрлање немам. Ти фуфка, а? Се ми фуфка, да. Признавам. Море. Добро, не се ми ти интересен, чека да го... Бијам вода, кидам някој артан и ги играм покер. Аха. Ништо ми беше убаво што те гледам. брат. Исто и мене, поздрави го Артан многу, се најубаво, Ќе ја го- идам да си купам сендвич на пауза Ќе сум го идам на поздравувам. работа. Он стално прашува, вика Горан да не си го видал. Живе се ти кажувам. Ајде. Се Ајде, гледам. брат, Чао, ајде. чао. Фала многу, а?
Другарче, во мојот полувековен престој на земјинава топка доживеав две трансформации во моето домашно, општо и улично образование. Во првата половина не учеа дека треба да учиме, за да станеме луѓе, честни домаќини. Во второто полувреме почнаа да не учат друго. Не учаа дека џабе учиме и треба да се фокусираме на тоа на што полесен начин да се збогатиме, на брз начин. Сега има два начина. Или да оплячкаш банка, а вториот полесен начин е да влезеш во некоја партија, по можност да е владеачка, и што повеќе да му се упикуваш на лидерот во задникот. Така ќе дојдеш до функција. Кога ќе дојдеш на функција, лапаш од тендер 1, 2, 3, оп, пун си со кеш. Ако случајно те фатат, имаш и за адвокати, и за обвинител, и за судија. Така, пола од казната ќе си ја одлежиш дома, другата половина пола ќе одлежиш у затвор, пола ќе ти опростат, ќе си излезеш, пун си со кеш, уживанција. Сега има еден проблем. Знаеш, од многу упикување во задникот на лидерот почнуваш да мирисаш на човечки измет, ме разбираш? Ама тоа тие се си има цена. Така да, другарче, твој е изборот. Или си човек, или си govno. Тоа е тоа. Утре е женски празник, а денеска имаме машка анкета. Првото прашање е во стилот на баснолюбецот Езоп. Жените според вас се змии, лавици, тигрици или срнчиња? Па ја би рекал лавица најдобро. Лавица е прва точка. Значи ваша Васка лавица? Да, јас со по старо сум со старци сум го зел со сројник. И убава Васка? Не, уште прашуваш. Мераци. Лавици. Зошто мислите за вашата жена дека е лавица? Па затоа што се борбена, се бори за внуците, за дома, за куќата, за се. Ја слушате? Па обавезно. Не само што слушам, и послушувам. Сега во моментов да не сте пратеник? Не, имам поголема титула, IT менеджер. IT ова, IT она. IT менеджер. Светиње. Жените се светиња. Светиња е жената, да. Жената е светиња. Без незе куќата не може. Она ја држи, се знае кој е главен. Жената е главна во куќата. Што се за тебе жените? Лавици, тигрици, змии или срнчиња? Тешки хиени. Тешки хиени. Тешки хиени. Си знаат што треба да играат, си знаат како. Ако не допринесош ништо, нема да ти има во играта. Сепак она гледа како може да преживее и те гледа како начин на извр, да не се лажеме. Сепак ако не допринесош ништо на тебе, нема да те земе како свој партнер. Така да Добро, хиени. Знаеш што, хиените се опасни животни, значи они они... и жените се опасни. А некој биде срна некоја? Срна. Значи вашата сопруга во вашите очи е срна. Па добро, е сега, може некогаш ќе биде и да речеме и друга. Не. Жените се лавици. Што сме ние, мажите? Па ние сме лавчиња, помали лавчиња. Џабе ние да се правиме некој нешто кога сме малавицата, кога ќе сржи готово, лавот паѓа, така да жените се поеќе од мажите. И тоа е многу интересно. Жените многу често ги слушам како велат, абе вие мажите сте коркачи, ќе кренете температура 38 и мислите дека ќе умрете. Па да, вистина е тоа. 36, ако кренам 37, готово, умираме ние мажите. А жената може да роди 20 деца. А ние сме не лавои, опасни лавои. Море тешки бикои сме ние. Тешки бикои. Само за преплод да не пуштат у фарма со крави и да се израдува бикот. Ние сме тоа. Значи прво што ни паѓа на памет е реално да бидеме сексот. искрени. Да, тоа е. Кој е шеф во куќа? Па да, повеќе да не изи остана. Ја давам парите, таа ќе определува и се купува и се прави плаќа сметки тие работи така. Значи шефот е Вики. Да, да. Одиме со замислена ситуација. Еве, на пример, вашата сопруга оди на одмор 10 дена, ќе обстанете сам дома? Да. Сигурно. Знаете да готвите? Се. Знаете да пуштите машина за перење? Не знам. И па како ќе се исперете? Па на рака.
За На рака? 10, за 10 дена, 2 пати ќе се преоблечам и пак ќе дојде чиспер. Беше лани. Како издржавте? Многу убаво. Кој ви готвеше? Јас самиот. Кој ви переше алишта? Нема. За знаете да вклучите машина? Не знам, се уште не знам. 3 копчиња. Ако да 3 копчиња, нека бидат и 33, додека жива и здрава, она ќе ме пере. Кога ќе нема, тогаш ќе се мораш сам Кој да се... чистеше за тие 12 дена? Јас. Значи вие се знаете да направите Све знам. освен машина за Све пере. знам. Да перам, да пеглам, да шијам све, освен машината не знам да ја уклучам. И грабче ќе ставиме и некоја зелка ќе направиме подбараче малку. Некоја сармичка и со така свртена. Знаете ли да чистите? Па ја долго години живеев сам, така мислам, во странство надвор сум бил. Кај бевте во странство? 15 години во Грција бев, на островот Крит. Што работевте таму? Работев за еден брод, за прошетки и за гњурење. Тоа се вика по англиски swimming and snorkeling. Ќе можеш да се снајдеш еден месец сам? Се снајдам. И повеќе години се снајдам. Дали знаеш да готвиш? Да. Јајце на око, друго? Омлет, чорба, компир манџа, кромидарник, селска месо, што сакаш тоа? Дали знаеш да чистиш? Да. Нека многу да мијам. Доsadno ми е да мијам. Дали знаеш да уклучиш машина за пере? Да. Знам и да пружам. Значи, ние машките не сме толку смотани. Не сме смотани, ама сакаме кога некој се грижи за нас. Кога некој ни обрнува внимание. Порака до сите мажи. Научете се. Буквално се. Ако знаете да се снајдете, животот ќе ви биде поедноставен и ниту една криза нема да ве фрли во очај. Во 21. век нема машки и женски улоги. Сите сме активни актери на истата брачна сцена. Ајде да чуеме со што утре ќе ги изненадите вашите сопруги и девојки. Што ќе купите на сопруга? Па ќе купиме нешто не многу скупо, нешто. Цвеќе. Па цвеќе прво е. А мамбе со тоа цвеќе, па дајте нешто покреативно. А една чоколада Милка, ја мислам. Милка да го блажиме. Малце унапред и купив, ама заслужува жените за 8 март мора нешто да се купи. Ако и дадеш пари, парите ги потрчи, барем вака цвеќето си останува. Така да... Што цвеќе е ова? Орхидеја. Па имаме нешто подарено многу убаво, некое парфемче што ќе ми така пубо, ќе ми мириса кога ќе го стае, така да те привлекува жена. Давам пари на децата, па тие купуваат за мене нешто. Најпаметно. Нели? Па да. Ем не се малтретирате, ем и што? Еве мандаринче, фала ви И на многу. вас. Ај, така. Еј, благички ви е, многу е. За 8 март што ќе купите на лавицата? Најверојатно љубичица. Цвеќе. Цвет. Па тоа не е креативно. Зашто не и купите некоја книга? Па, нема време да читам, не дочитала више, готово. Па вие ќе и читате пред спиење. Не. А зошто да не приредите 8 мартовско откачено изненадување? Например, направете 2 тоста, во термос ставете чајче или кафе и отидете со љубената на водно. Или можеби доручек во кревет. Или сгответе ручек. Или направете журка. Пуштете музика од ваше време и джускајте додека ве држи кичма. Добра идеја би било. Нели? Да изненадиме се. Турбоца вајле, пап. Да, со пресмукалката за 8 март, тука музика, ручеци, такви работи. Може нешто да ни текне. Интересна ствар е тоа. Треба да ги изненадуваме жените. Дојде време за поезија. Сопругата чита ли поезија? Не. Епа еве и една книга и за вас и за неа. И да, Џабе Џагор, а? Така и да си ја прочитат. Благодарам многу. Дали читате поезија? Сум читал новина, поезија не. А новина имам читано на времето. Кои новини ги читавте? Па по Нова Македонија и вечер. Да. Што мислите за поетите? Тие дали се малце швркнати? Пробирам дека да. Да. Епа, за ваша Васка и за вас еве една книга. Поезија не. Сопруга да чита поезија? Мислам дека не чита. Не. Еве и еден подарок. Да? Да. Супер. Благодарам за овој убав подарок, ќе го дадеме за 8 март. Вики чита ли поезија? Не, слабо. Зошто? Слабо гледа телевизија, се ужива во телевизија, по филмови и така. Ајде еве да ја поздравите ваша Вики со една книга поезија. Џабе Џагор, како не бе. Ето така. И ја ќе прочитам прво после Вики. За Данка и за вас една книга поезија. Џабе Џагор, благодарам. Да си ја читате. Благодарам. Што мислите за поетите? Малце се онака отидени? Пробав ја да бидем поет, а не успеав и се откажав. Иначе треба да се чита апсолутно.
Кој ви е омилен поет? Коста Рацин, Се кати ноќта црна. се рути карпа мрат. И петли село пеат, И зората се зори. над карпа крсемија и темнината пие силно светнал ден. И за крај, да живее љубовта. Колку години имаш? 22. Кога планираш да се жениш? Па до 25. Има нешто сериозно на видик? Има. На Галено како го викаш девојчето? Сонце. Пошто на моето све. Мојата светлина, моето све. Како и да е. Кога немам кај да одам, јас сум сепак кај нејза. А таа тебе како те вика на Галено? Секако. Шекерче. Не, шекерче никад не ме викала. Љубов моја така. Убаво. Да си се сакате, баш ми е драго. Ништо, мило ми е. Убав ден да имате пријатно. Се рајуво, чао, чао. Тоа би било се. Убаво да си поминате. Извини вака што те прашувам, ама да не имаш една минута нешто да ти кажам? Многу чудни мисли ми се мотаат низ глава во последно време. Некои работи едноставно ми немаат логика и не можам да најдам логика, барам логика и нема логика. Например, тоа жолтото вино. Зошто го викаме бело вино? Сите жолтото вино го викаат бело вино. Нема логика да се вика бело вино, а се прави од зелено грозје. Значи, го викаме бело зашто е жолто и се прави од зелено грозје. Нема никаква логика. Или сливите. Сливите, значи, сливите кога се зрели, се виолетови. Освен кога се зелени. Тогаш се сини. Нема логика. Ај, друг пат ќе правиме муабет. На 12 март го славиме споменот за светиот маченик Агатангел Битолски, кој пострадал во 1727 година. Во тој период од владењето, турците имале обичај за време на тридневното празнување на Бајрам насилно да ги исламизираат христијаните. Многумина од страв попуштиле, но светиот Агатангел храбро отишол во царскиот сарај и со богомудри мисли пред турските големци се заложил тоа да престане. Слушајќи ги неговите зборови, владетелите го укинале гонењето на христијаните на Бајрам. После краток период, Агатангел бил убиен во Битола, но неговото дело и христољубие се слават до денешни дни. За многу години. Методија Зврцинов е сопруг и татко на 2 малолетни деца. Методија боледува од рак на желудник и подитно треба да се лекува. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 171 за корисниците на Телеком и 143 666 за предплатниците на А1. Ви благодариме на човечност. Ако и дадеш на жена 10 совети, на крај ќе го послуша 11-тиот, својот. Пријатно. Пријатно.